Здраво, ова е бонус издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. Денес имаме двојна понуда на репертоарот, која е составена од две филмски остварувања од различни континенти, кои допираат до слични тематики, разработувајќи ги проблематиките на coming of age жанрот со уникатни изразни средства, централизирани околу главни женски ликови кои на најдобар можен начин го илустрираат животот во формативните години. Филмовите од двојната понуда ги исполнуваат критериумите на емисијата, но нема да бидат рангирани, па наместо да добијат поединечни изданија, се комбинирани во едно, со цел подобро да се компарираат, приложат разликите и сличностите. Започнуваме. 8th Grade на Боб Бурнам е филм за тинеџерката Кейла Дей, глумена од Елси Фишер, која се обидува да ја преживее последната недела од неподобното основно училиште, пред да замине во непознатиот свет на средното училиште. Се запознаваме со неа преку нејзиниот влог, при што таа се обраќа кон камерата со YouTube вокабуларот, стандардизиран за миленијалци, говорејќи за потребата да се биде свој, без разлика на тоа што злобните луѓе ќе речат, за соочување со стравот и социјализирање за подобро запознавање, за самодоверба и за промена и растење, теориски согледби кои таа со потешкоти ги применува во пракса. Овие видеа ги содржат нејзините надежи и стремежи, потребната самопомош за зголемување на самодовербата, за реобмислување. Филмот на најдобар можен начин ги опфаќа животите на децата родени со мобилниот телефон во рака, израсток преку кој комуницираат меѓусебно на социјалните медиуми, се сликаат, добиваат упатства за живеење, го избегнуваат надворешниот свет во удобноста на слушалките и создаваат идилична представа за себе преку дигиталните траги. Меѓутоа, филмот не застранува од добро познатите тропи етаблирани од Џон Хјус, односно појавувањето на симпатијата со експлозивна електронска музика како алудирање на неговиот фрајерлук, неприфаќањето од клик на популарни девојки во свет во кој момците се заинтересирани за девојки само ако даваат орален секс, а девојките се срамат од нивните татковци пред пријателките затоа што очајно трагаат по спријателување со истомисленици. Таткото се обидува да го најде јазикот да стапи во комуникација со ќерката, но филмот има и една социокритичка нишка во поглед на образованието кој нуди избор за најдобри ученици во маловажувачки категории со кои се етикетираат децата и им оставаат лузни до крајот на животот. Тие не ги подучуваат да бидат толерантни и имаат разбирање еден за друг, туку тие ги вежбаат како да се справат кога ќе дојде до пукање во школа, наместо да спречат да дојде до геноцидот. Во временската капсула, соодветно избраната девојка за главна улога, Елси Фишер, ги остава копнежите и амалгамот на сладки спомени од дружењето со идолизираните средношколки, наспроти горчината од немилиот настан, кај што еден средношколец на подмолен начин користи прилика, по која таа се повлекува и го согорува претходниот живот, согледувајќи дека непредвидливата иднина е возбудлива, но и страшна. Од технички аспект, Бурнам го врза првиот со последниот кадар, користи спори од зумирања, аркшот кај што циркулира околу ликот, двојна експозиција и светли бои. Ориноко флоу на Енија по Финчеровиот The Girl with the Dragon Tattoo не ја слушам со исти уши, но низ филмот најчесто провеува модерна електронска музика. 8th Grade е независно американско остварување кој учествуваше во огромен број на филмски фестивали пред да биде купен за дистрибуција од A24 и да добие плејада на награди кои го слават деби остварувањето на младиот Бурнам. Pink Cushion на Дебора Хейвуд е филм за мајката Лин и ќерката Ајона, глумени од Джоана Сканлан и Лили Њумарк, кои се возбудени за новиот почеток на животот во новиот град во кој што се доселуваат. Двете се обидуваат да се спријателат, но не ги воспоставуваат саканите релации и стануваат несреќни и незадоволни, повлекувајќи се во свет на лаги и фантазии кои сами за себе ги создаваат со цел да се заштитат од реалноста. На почетокот мајката насека да излегува со ќерката и забележуваме дека не сака таа да порасне, спие заедно со неа во креветот, не дозволува шминкање, но откако ќе си присвои Ајона своја соба во куќата и спријатели со соученичките, мајката мора да согледа дека ќерката ја здоби автономноста која треба да ја има, дистанцирајќи се од неа.
Двете се обидуваат со доброта да ги привлечат нивните потенцијални пријатели, но налетуваат на најодвратните ликови во непосредна близина, кои на секој можен начин ќе ги злоупотребат и тие ќе ја допуштат манипулацијата, немоќни навремено да се спротивстават. Имено, Ајона ќе стане френеми со популарните девојки кои се љубоморни на незината убавина, која ќе ја акцентира шминката, желни да украдат вниманието кое таа го добива, чувајќи го непријателот поблиску. Таа го прифаќа нивниот пластичен говор и се преточува во една од нив, недвосмислено прифаќајќи ја трулоста како средство за изразување, запознавајќи ја сопствената сексуалност. Таа само сака да биде прифатена, па затоа и прави одстапки од незиното достоинство и овозможува омалважување на своја сметка, само за да може да биде на иста маса со популарните хедерки, што ќе доведе до ескалирање на насилството и трпење на физички повреди, кои ќе предизвикаат одличен и суров епилог со заблагодарување кое ќе остави длабоки трауми. Незината мајка чекори со различни чевли, има грбка, носи капи од крзно, не реагира на исмевањата и понатаму е пропуслива за користолюбивата жена на која ја дава скалата, но не ја добива назад. Нема храброст да оди на танц, па затоа измислува идилични сценарија за незиниот живот кој го посакува, а го нема. Затоа пак има тело кое толку го мрази што во еден миг дури сака да го отсече незиниот израсток на грбот со помош на пила. Таа погребува низа на трауми под хордањето на спомени, но не посакува незината ќерка да ја преживее агонијата низ која таа поминала, иако не знае како тоа најдобро да го изрази и сосредоточи во дисфункционалната релација што ја воспоставуваат. Злобниците во овој филм фетшеймаат со ученички, споделуваат слики на соголената домаќинка за време на играта во која поканетите пријатели не го почитуваат незиниот дом и наградена е со графит во кој дополнително е омаловажен. Сето тоа ја подхранува хиперстилизираната фантазија дека Ајона е популарна, приложувајќи еден театрален мизансен за идиличната мајка со засилено позадинско светло, сцени клучни за двосмислениот крај. Режисерското долгометражно деби на Дебора Хейвуд изобилува со синило во кадрите и интериерите на еклектичниот дом, кој постојано се видоизменува. Музиката со помош на женските гласови алудира на некаков далечен сензибилитет и естетика на 70-тите, но додава на очудувањето. Британскиот филм го шеташе светот од Венеција до Манаки, кај што имав можност да уживам во разиграниот колорит на големото платно. Eighth Grade и Pincushion се силни филмски деби остварувања, а заеднички елементи се тинеџерските анксиозности, неудобноста во сопственото тело, предизвикана од притисокот да се има позитивна представа за себе надвор во светот, со потреба да се биде прифатена до околината таков како што си, а не таков како што другите сакаат да видат. Заедничко е тоа што главните детски ликови се одгледани од еден родител и не се во можност да го добијат потребното искуство од другиот за да се справат со турбулентниот живот на еден тинејџер кој мисли дека секој нареден ден е крај на светот. Поистоветување има и во потребата од создавање на илузорниот свет во кој постои идилична перцепција за себе си. Родителите на свој начин се обидуваат да најдат фреквенција за комуникација со децата. Различни се најпрво продукциите, потоа позитивниот, односно негативниот тон, возраста на протагонистите, аналогно на тоа и екстремите во кои навлегуваат во деликвентните појави, иако интровертноста е заеднички именител, тие ликови на различен начин се справуваат со злобата на непријателите во пријателска облека. Популарните американки живеат со погледите закопани во мобилните телефони, што не ја ни забележуваат Кейла, а британките сакаат на секој можен начин да нанеса штета на интегритетот на Ајона. Eighth Grade подобро го прикажува дигиталниот свет од кој се зависни младите и го поштедува главниот лик од протнување во длабоки и фатални јами на безизлезот, заштитувајќи го со помош на епигоналните тропи на жанрот, што го прави недоветен филм за споредување со субверзивните дела на Лери Кларк, Хармони Корин и Тод Солонс и му краде од уникатноста во прикажувањето на светот на денешните деца во основно училиште. За разлика од него, Pincushion подетално го прикажува проблематичниот сооднос со родителот и борбата за осамостојување, халуцинациите се поуникатно изведени низ кинематографијата, а проблеми во гледањето може да предизвика успорениот тек на дејствието, но британската Кери има радикален крај со кој може да се гордее. Eighth Grade нуди
една можност за трансформирање и започнување на нов живот, ги лоцира проблемите во ноторниот пристап на образованието, а Pink Cushion порадикално ги прикажува чинителите на малтретирањето и злоупотребата на главните ликови од злобните непријателки, поигрувајќи си со реалноста и незиното представување, но и прикажувајќи леснотијата со која човекот, кога ќе им дозволи пристап на другите до интимата, може да биде искористен. Доколку ви се допадна бонус изданието на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!